11 и 12 мај ќе биде вистинско уживање за љубителите на убавата музика и секако вистинско пријатно музичко одоживување за сите оние кои што со нетрпение чекаа повторно нашиот еден од најстакнатите музички композитори Дуке Бојаджиев да дојде во Македонија и секако да се представи пред публиката која што ја следи и ја почитува неговата работа. Тој со својата работа секако е познат ширум светот, работи и твори на многу светски проекти, но секогаш наоѓа време и простор да дојде во својата родна Македонија, каде што ќе се представи пред својата публика и секако ќе ја сподели својата работа. Токму такво доживување ќе се случи, како што напоменав, на 11 и 12 мај во новиот објект на Македонската филхармонија, а ние пред само неколку дена пред концертот во студиото го имаме токму него, Дуке Бојаджиев. На огромно чест и задоволство. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добар ден. Чест и задоволство е кога сте во Македонија да ве најдеме и да најдете време да бидете дел од нашата програма, затоа што ете луѓето ја сакаат вашата работа. Вие сте еден од нашите најистакнати музички композитори кои што со својата работа се истакна и пред целиот свет, не само пред Македонија, но ете ве влече Македонија и концертите кои што ги имате пред нашата публика. Од тук, мислам, тука се створив, да речеме, тука се оформив, тука пораснав, тука ми е целото детство, не целиот живот, сега веќе пола живот сум надвор, ама се роди тој сон. Тука се почна, да, тука почна сонот и се понатаму. Сон, верба и љубов. Тоа е насловот секако на концертот кој што... Да, тоа е насловот на поминативе 3 години тој циклус на концерти, мислам, што го правев и со тоа што го заокружив со ова албумско издание кој што излезе пред 5 месеци сега веќе. И сега имаме така една изведба и на целиот албум и на додатно филмски музики што ги работев годиниве. Така една презентација на целиот ваш минат труд во да, на минативе неколку години она што ги работено да го изложам пред македонската публика, да го презентирам. Да, македонската публика знае да биде музичари и на вакво убаво место како новата Македонска филхармонија со убава сала и така. Да, навистина значајни музички имења ќе бидат дел од вашиот концерт и од ова концерт. Се стандардни, да, со кои што работам веќе со години. Исмаел Умановски од Њујорк доаѓа, Мартин Геконовски Шпато доаѓа од Германија, го носам. Тоа се наши луѓе кои што работат надвор. Работат надвор и со кои што имам долгогодишна соработка и пријателство и соработка. Пријателски концерт, значи во секој случај со убава енергија. Ја спомнам Дапчевич, која што ми е другарка од детство, со која што ја почнав кариерата, првите песни, првите фестивали, првото се во музиката бевме така, заедно почнавме. Да, нарацијата овој пат ќе биде доделена на нашата млада актерка Наташа Петрович. Наташа Петрович, да, која запознав во Њујорк, беше минатата година за некоја представа за Бродвеј да глуми. Така се дружевме малку, една песната Сон на албумот, баш тогаш ја правев, ја снимав и така во прав момент, негоше многу битен тајмингот во право место, во право време, така да она кој ми дојде на гости баш тогаш ја снимав и размислував што како реков, ајде да пробаме. И испадна фантастично убаво. Во вистинско време на вистинско место, секако за да се создаде вистинска композиција. Како го творевте и создававте овој албумите низ годините секако? Па, овој албум прв пат веројатно и последен што ми се случува е да го почнав како концертно издание. Па додека од 2015 беше првиот концерт и со тек на овие 3 години да ги довршував фактички композициите кои на крај го сочинија албумското издание и на секој доаѓање за концерти се инспирирав и за нова музика да напишам, да доправам уште едно по уште едно. Да, на самиот овој концерт, односно на овие 2 целовечерни концерти кои што ќе бидат во Македонската филхармонија, ќе биде дел од вашето филмско творештво, она што е секако дел од вашата работа, создавањето на музика за филм. Голем број на и оскаровски филмови секако стојат во вашето портфолио за кои имате работено. На концертов конкретно ќе имам од повеќе филмови по нешто, од понови веќе бидат последните 2 филма на кои што работев, кои се двата од хрватски режисери Рајко Грлич и Велјко Булајич, тоа се двата најисториски, да кажам, хрватски и југословенски легенди на кинематографија. И да, ќе чуеме од двата филма по нешто во концертна изведба. Се сеќаваме секако на последниот концерт кој што го имавте во Метрополис арената, која што веќе не е во функција. Исто голем број на посетители ужива во концертите кои што ги создадовте, музиката која што ја понудивте. Со голем број на гости и тогаш се представивте пред македонската публика. Да, тоа беше уште поголема и оркестар и се
Какви се вашите очекувања сега? Еве прв пат настапувате во новата сала на Македонската филхармонија. Возбуден сум дека новата сала ќе настапа. Многу ми се допадна. Не, прв пат ја видов вчера, завчера кога стигнав, ја видов прв пат, преубаво изгледа. Овој пат настапам со по-камерна варијанта, затоа што правев разни комбинации од само ја и Исмаел дует до цела филхармонија концерти. Мислам дека за овој концепт на сон, верба, љубов, дека ми е нај топло, идеална атмосфера е кога е по-камерно, значи стринг квартет и тапани, бас, кларинет, клавир, вокал, така мислам дека најтопло звучи во таква по-мини варијанта, затоа што таква е музиката, има една таква емоција, има на која не бара многу гужва од оркестар, туку баш така бара една мирна и така чиста слика на звукот. Да, пријатна музичка атмосфера, исполната со многу емоции. Сигурна сум дека ќе остане запаметен овој концерт. Емоциите морат да бидат присутни кога се создава музика. Па принципот на кој што вие ги црпите емоциите, еве токму и насловот на албумот Сон, верба и љубов. Три доста големи зборови кои што може да го направат нашиот живот да биде посебен. Па да, јас верувам секој што е моето мото во животот. Сонувајте, верувајте во сонишите и љубете го патот што ве води низ нив, без да се вртите лево десно и да гледате кој што како мисли за тоа или кој што како го гледа, од која перцепција го гледа тоа, бидејќи во животот се е перцепција. Се можеш да го видиш од темна и од светла точка, значи буквално секоја ситуација. Животот тука и животот во Америка, се си има своји добри и лоши страни, ништо не е совршено. Можеш да се фокусираш на добрите и да ти е убаво, или па да се фокусираш на лошите и да се полниш со негативна енергија. Лошиот и добриот волк во тебе, зависи кој го раниш, тој ќе вирее. Тој ќе вирее. Така да, тоа е сон, верба, љубов. Сигурно дека без сон, без верба и без љубов ништо не може да успее во животот, и вие сигурно во вашата кариера и патот до Америка и позицијата која што сега тама имате како еден истакнат композитор не била така лесна, патот не бил едноставен, многу подеми и падови. Еве, денес задоволен ли сте од она што постигнавте? Апсолутно, мислам, да, тоа се огромни успони и падови, мислам, цело време нагоре и надоле иде, да речам, бранот на животот, си оди цело време нагоре и надоле. До вас е дали вие ќе го возите бранот или ќе се нервирате кога е доле, ќе скокате во еуфорија кога е горе и нема никогаш да имате баланс. Балансот е во нас, а не може балансот да зависи од, не сме балансот да зависи од околината. Балансот внатрешен мора да биде само од нас зависен, без разлика на бранот, дали е горе или доле. Кога човек го носи мирот во себе, и кога е доле е окей, и кога е горе е окей, без стрес и без еуфорија. Најчесто како луѓе сакаме проблемите да ги бараме во другите луѓе, во околностите околу нас. Ретко забораваме дека кај нас внатре се проблеми. Кај нас мислам дека у македонијаца не можам да тврдам дека само тука сегде е тој синдромот на неприфаќање одговорност. Значи сите наши проблеми крив е татко ти, брат ти, девојката, комшијата. Значи секогаш ја бараме вината во некој друг и тоа е еден зачаран круг во кој што нема секогаш може да стане да причина дека некој е крив за нешто. И е полесно отколку да се зема одговорност и да се направи нешто. Така да тоа е една особина што многу е битно човек да ја научи како особина одговорност. Кога ќе преземе за нешто одговорност, да си доследен, да имаш кај јапонците на пример до екстремот иде, но ако јапонец ја изгуби честа, он си го одзема животот и тоа никој не го гледа као нешто лошо, бидејќи во нивната култура честа е најбитното нешто. Ако ти не си одговорен и ја изгубиш честа и одговорноста како човек во општеството, едноставно тоа стануваш безвреден за општеството. И не се осеќаш ни ти пријатно да живееш со тоа. Кај нив е екстремно, пак ќе кажам, но сепак одговорноста е нешто многу важно во животот, да се научи како да се биде одговорен. Како особина, веројатно, тоа е нешто кое што сакате да го пренесете и како родител на вашето дете. Вредностите на кои што треба да се научи уште од мало, без оглед на тоа дали е во Америка или е тука во Македонија. Кои се вредностите на кои што сакате да го научите вашиот син? Па тоа одговорноста, баш вчера тоа го зборев во некоја емисија, човек кога е добар, тука викате и колку е овој глуп е добар. Значи Ќе си страда во животот. Да, ќе си страда во животот. Те припремаат на страдање затоа што си добар. А кога си добар, уствари пред се за тебе е добро. Има некои луѓе што не се добри и крај. Што сакаш ти мисли ги дека се, они се добри. Нив им е супер. Не е битно колку пари имаат, не е битно кај живеат.
он си едноставно добар и добрината него го прави да му е убаво. Сега, ако ти патиш од другите што мислат и сите тие работи, цел тој систем во тебе се нарушува. Зависи колку си отпорен на околината. Треба да си отпорен на околината, бидејќи не може никош околината да биде во твоите кондори, да знае како ти се чувствуваш и ни што се поминуваш. Така да секој треба си ја биди промената што сакаш да бидеш во светот. Да. Од себе само, немаш никога да промениш. Ни мајката, ни татковите, ни комшините, ни братучевите, можеш само сам себе да се промениш, да ја прифатиш реалноста и да ти да пробаш да станеш подобар човек. Да. Веројатно дека вие многу црпевте во текот на својот живот и од вашиот татко Тодор Бојаджиев. Кои беа вредностите, што е она што вие од него го наследивте како особина? Па музиката пред се ми ја вдахна уште од дете и генетиката веројатно. Мислам, он беше примерок. Он никош не ме форсираше да се занимавам со музика. Напротив, дури кога бев помал, викаше каква музика, земи фати нешто сериозно. Иако он беше музичар. Но па он поради таа филозофија фати нешто сериозно, станал доктор и музиката му станала хоби. А ке мене фати нешто сериозно беше, ја фатив музиката сериозно. А сето друго не сериозно? Па не, све сериозно че фати, не, мислам, музиката фатив сериозно како професија, не како хоби. Примерно. Да, животот го сваќам, не го сваќам пресериозно, значи што и год да се деси, нема да се потресам, затоа што не го сваќам животот пресериозно. Го сваќам животот како некој искуство низ кое што треба да го изживееш, да го дишеш животот, да му се дадеш и едноставно што биде, а да не се потресуваш и да го сваќаш пресериозно и не знам, да се потресуваш затоа што не е како што мислиш дека треба да биде. Се е како што треба да биде. Нема да биде никогаш како ти што мислиш дека треба да биде, туку како што тоа треба да биде и толку не треба. Веројатно се има своја причина. Се има своја причина и човек треба, мислам, да ги прифаќа и добрите и лошите работи како една целина што се вика живот. Рековте дека музиката ја наследивте од својот татко и секако музичките гени. Колку често ги слушате денес неговите композиции? Ки има ли нешто на овие концерти кое што ќе биде пренесено од творештвото како е вообичаено? Традиционално да отсвирам по една песна од неговото творештво, така да и секако и овој пат ќе има една композиција на концертот што ќе изведеме со Тијана, што е од сакам да ви изненадам, нема да кажам која композиција. Да, во секој случај да сега не сум ја извел на концерти, така да од неговото творештво на друга. Заживуваат беше празна без оваа љубов, сега има друга композиција која што е исто преубава од тоа време. Да, ви благодариме што секако ги заживувате повторно овие композиции од вашиот татко. Празна е една од песните која што тако едно ново светло, да речеме, помодерно малце, но сепак со таа патина од времето. Да. Што во меѓувреме секако работите во Њујорк? Кои се вашите активности, каде сега е насочено вашето внимание? Па, моето внимание на истото на музиката, завршувам еден филмски проект во Америка, еден филмски проект за Хрватска, за Белко Булаич, филмот е во финална фаза сега, да речам готов, ама треба да се финансираат некои работи. Работам, имам временни проекти кои стално ми се водат за телевизиски проекти. Да, голем дел од кампањата и брендовите како Peugeot, Lancome, L'Oreal, разни светски компилации како Будабар и Маракеш Експрес се местата каде што секако е дел од вашето творештво вметнато. Да, минат 17 години од кога сум во Њујорк, мислам, многу такви фази поминав, сега сум претежно фокусиран на филм, филмска музика, некој за телевизиски проекти ме бараат, но претежно ми е филмска работата и филмската музика, и авторски проекти, кои што ја настапувам сега, летос ќе имам настап со електроакустичен проект повеќе. Повторно тука кај нас во Македонија на The Festival? Да, тоа ќе биде веќе Њујорк, имав пред неколку години, пред ствари 8 години беше тоа Њујорк AM, ова е Њујорк PM и така ќе биде музика инспирирана од Њујорк, музика која е фузија од нешто електронско и модерно и филмско во исто време, така да ќе биде интересно. Да, споменавте филмската музика, меѓу лепезата на филмови на кои што секако имате работени, каде што се наоѓа вашата музика, е филмот Тајниот живот на Волтер Мити во режија на холивудскиот актер Бен Стилер. Да, на тоа имам додатна музика, значи не сум композитор на музика на филмот, но сепак сте дел од ме поканија на филмот за некоја сцена да напишам музика. Тешко ли е да се добие таму ваква Па тешко е, да, тешко е затоа што се тие затворени кругови, поготово на тоа ниво, се доста затворени кругови. Мене ме знаат од тие кругови, некој ме знае, например, и ќе ме предложи и сега треба да видат кој сум, па да, значи процедура е,
Но ете, мислам, таму сум, јас сега таму функционирам еше долги години, не сум тазе дојден па така да имам нетворк во филмската индустрија и како се погоди мој човек што ме знае да е во таа продукција, може да ме предложи и да ме поканат и да работам. Тоа е цел на, односно, одговор на патот кој што низ овие години го имате изодено и борбата која што ја водите за своето место. Знаете како, не треба никој човек да се замара што ќе биде. Значи, битно е да имаш цел и да тераш по патот, а што ќе биде само ќе ти се каже. Ако ти си тераш по патот, само ти се кажува. А ако ти се замараш со што ќе биде повеќе отколку со патот што го одиш, нема никаде да стигнеш. Така верувам ја, барем. Значи, не треба човек да се замара со утре. Значи, ти денеска направи го твоето најдобро што можеш и вози по патот и вози по сонот нормално, значи покој што се тргнал. Ниту вчера, ниту утре, важно е денес секако да се живее и денес да се креираат работите. Еве, во Македонија секако доаѓате често со концерти, колку пак ви недостасуваат тука филмовите на кои што работите? До Балчак беше еден од филмовите во кои што секако уживавме во вашата музика. Интересно, минативе години многу похрабро ми приоѓаат хрватски режисери, тоа доаѓени на режисери, отколку македонски, така да од Неамот до Балчак немам работел на македонски филм, суштина. Не ми пришол нијан македонски режисер. Значи, што мене ми е сосем окей, би ми било драго, со радо срце би работел, но секој си знае што му треба за филмот, така да еве ни се погодија два хрватски режисера поред да ме бараат за многу сериозни филми, пошто првиот филм бил Уставна република Хрватска на Рајко Грдич, Ептен направи награди, значи многу 40-50 награди земани светов. Така да не знам дали они поише го препознаваат мојот сензибилитет. Или кај нас можеби не се снима толку многу. Па и кај нас може да се снима, некои па си мислат у Њујорк живам, па кој знае колкав буџет ќе им побарам за филмот. Не знам, секој си ги гледа различно работите, но би сакал да работам и македонски филми, со тоа што јас сум искрен, ако не ми се допадне, значи ако ја не осетам инспирација за скриптата, за филмот, ја не прифаќам проекти, значи ми биле понудени филмови кои што јас читам скриптата или го гледам филмот, ништо не се мрдно, ништо не добивам никаква вибрација во мене, викам ова не е за мене. Значи, сигурно за некој друг композитор ќе биде супер, за мене јас не се препознавам и не се ни нафаќам, затоа што не би било искрено да правам, да работам нешто кое што не извира од мене, тука ја треба се технички да пробам да направам нешто. На сила. Значи дека го слушате внатрешниот глас, ја следите својата интуиција? Од која сум трнан на овој пат, цело време. Во однос на создавањето на музиката, колку македонскиот мелос, македонската традиционална музика може да ви инспирира и сакате да ја користите? Јас сакам да ја користам, но каде што има простор. Например, на маркетот на кој што работам интернационален, така да речеме за овие хрватскиве филмови конкретно ми беше стриктно забрането да користам било какво етно. Значи било каква етно нота. Беше музиката е филмска, оркестарска класика, нема ништо балканско или било што. Во Балчак беше пресудно да има таква атмосфера. Така да стварно зависи од проектот. Кај што има простор, со задоволство ја додавам. Кај што нема простор, таа е специфична, значи треба да има проектот конкретно наменски да има причина за да ја ставиш некаде да звучи убаво. Или како ставиш на погрешно место, ако е тоа убава музика, може на крај целината да биде лошо да дојде израз сето тоа, така да ја користам со задоволство кога што има простор. Да. Публиката повторно ќе напомнам ќе има можност да ужива на 11:12, почетокот е во 19:30. Малку невообичаено за нашите услови, но во секој случај убав. Мислите прерано дека? Па вообичаено кај нас некаде почнуваат околу 21, но во секој 21. Да. Ќе биде интересно во секој случај да се посети затоа што програмата е доста богата, има голем број на гости. Како вие го замислувате овој концерт? Во кој смисол, како го замислувате? Концепцијски, во однос на каква музика, што све ќе биде опфатено, дали ќе имаат Сон верба љубов албумот, највеќе се од табу песни има од сите мои филмови по нешто, од Балчак, од Војната заврши, од овие два последни што ги работев. Една имам композиција која напишав наменски за концертот, го договорив концертот, се возбудив многу и напишав една тема која што решив да ја ставам како
тема биде на премиерно концертот. изведена Да, таму. премиерно ќе биде изведена, баш ја спремив за концертот така наменски. Така да ќе биде шаренило од филмска, сонверба љубов. Дали веќе сон верба љубов е достапен на музичкиот Да, пазар? уште ја го пуштив за нова година, го пуштив за free download, значи не го продавам, туку го давам на луѓе да си го слушаат, да си го уживаат и сега ќе го слушнат уживо. Да. Го има линкот онлайн, мислам, нека ми пише ако некој не може да го најде, го постира, ако побараат на Google Сонверба љубов, треба да се појави во сите изданија што искочија кога го издадов, кога го пуштив во етер, го има линкот, така да се уште си стојат таму, може да ги доwnloадираат. Секако што сака да ужива секако во сон верба и љубов, македонските млади музичари сакаат да соработуваат со Дуке Бојаджиев. Мартина Блажевска ми се чини беше од Охрид, со која што имавте и напишав една песничка за неа, да. Често имаат можности наши млади музичари да го продолжат образованието во Соединетите Американски држави на дел од колеџите. Колку вие успевате со нив да искомуницирате таму? Па не многу, мислам, не знам, суштина, не ги пратам се овие нови генерации што доаѓаат, ако некој ми се пријави, не знам со Мартина и како се споивме некако, дојде ли у Њујорк, дојде или не знам како иницијалниот, не ја и пише веќе негде, вика ме е супер талентирана си многу, ако доаѓаш у Њујорк, ја ми се. И дојде, ја направивме песничка, ја снимивме и така спонтанно испадна. Спонтанно тоа е малце, јас сум зафатен со своји проекти, така да ете, она која беше, има време тие дено и направивме нешто. Не сум секојаш слобен, затоа секојаш викам тајмингот и местото, ако се поклопат. Расположен сте секако да го споделите и своето искуство и да ја помогнете и на младите музичари. Апсолутно, сакам ја да одржам и мастер-клас во Македонија, кој би ме поканил некој со радост, задоволство, да дадам осврт како е да бидеш во Америка, како е да почнеш, затоа што сега многу различно е 99-та кога отидов и сега како е и цени на колеџи и све е различно. Ја кога бев беше $8,000 семестар кога се бев на Беркли. Сега е $22,000 семестар. Значи ти за завршиш една година на Беркли треба $44,000-5,000 само за школото, а да не збориме за животни трошоци, кири и чуда. Така да е енормно е скапо. Мислам тоа е бесрамно скапо, како да кажам. Би било убаво кога би се слушнало на еден ваков мастер-клас целиот ваш пат и искуството кое што го имате да го пренесете. Сигурно сум дека ќе поттикнете и многу млади музичари да го продолжат своето образование. Сигурен сум ја, само и дури потребно некој да се сети да ве концерти ве ги организирам сам. Значи ја културата што ја носам овдека, да ја носам на свој грб. Некојаш на мој ризик, со минус, значи многу концерти сум ги поминал со нула заработка или минус, неколку илјади евра минус сум бил со концерти. Од пуста желба да донесам тука, да поделам со луѓето, да разбудам некого, да пренесам некоја емоција, да освестам некого и така сите тие работи, но не се жалам, само го кажувам, бидејќи го правам тоа затоа што ми е задоволство. Не знам до кога ќе имам сила да го правам све сам, али задоволство ми се уште го правам. Потребна е поддршката, секако особено кога имаме музичари кои што се ценети и почитувани ширум светот, ние самите треба да ги бараме да дојдат овдека и да им ги понудиме сите можности без никакви ангажмани и дополнителни обврски, едноставно да дојдете, да ја представите својата работа, да го пренесете своето знаење, а ние да уживаме. Во секој случај ќе уживаме, но ете, на ваш товар и одговорност. Не е тоа товар, мислам видео, не го гледам како товар, не го гледам баш како мене ми е огромно задоволство на крајот на денот, сум пресреќен кога ќе направам концерт у Македонија посебно, само би било убаво кога би имало малку повеќе почит кон културата од институции, у ситуација, например, Eurolink беше едина фирма која стварно свака им секоја често на најубаво ниво имаме соработка и културен однос и се како што треба да биде. Сега кога би биле и со Алкалоид која работа исто беше на највисоко ниво односот. Кога би биле како нив пример би земале и многу други институции, компании, сигурно дека би поубав културен живот би имало во Македонија. Да, а сите се стремиме кон тоа, мораме да работиме секако да ја воздигнеме културата на едно повисоко ниво и да овозможиме простор на нашите артисти, нашите уметници да се представат пред домашната публика и да имаме што повеќе овдека можност да ве гледаме. Дуке јас навистина ви благодарам што пред овие концертни денови, обврските кои што ги имате, најдовте време да бидете дел од нашата емисија. Ние сакаме ја почитуваме вашата музика, редовно во нашата емисија се потсетуваме на дел од вашите изведби, така ќе биде и за крајот на овој разговор, а верувам дека ги поттикнавме и гледачите
слушачите да на 11 и 12 бидат дел од Сон, верба, љубов. Ова навистина музичко уживување кое што ќе биде вистинско доживување за сите оние кои што ќе ве посетат вас и вашите пријатели во овие две вечери. Ви благодарам. Драги гледачи, за самиот крај на разговорот со нашиот Дуке Бојаджиев, едно музичко парче во кое што секако тој настапува со оркестра и песната е Калеш Ангја. Ќе се посетиме на едно музичко парче и на тој начин ќе го заокружиме овој разговор и уште еднаш ќе ве поканам да ја дадете поддршката и да отидете да уживате на 11 и 12 во звуците на музиката на нашиот Дуке Бојаджиев.